Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Шефот на германската дипломатија Јохан Вадефул вечерва пристигна во Македонија во рамките на балканската турнеја. Вадефул е на средба со својот домаќин, шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски. Дали има детали од разговорите веќе, во живо го прашувам Зоран Јаневски. Тино, предмалку заврши средбата помеѓу германскиот министер за надворешни Јохан Вадефул и македонскиот министер за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Нивната средба овде во Министерството за надворешни работи траеше околу 15 на минути, а потоа заедно се упатија во клубот на пратеници, каде што германскиот министер за надворешни има предвидено и средба со премиерот Христијан Мицкоски. Оваа посета, всушност со оваа посета, германскиот министер ја заокружува балканската турнеја. Тој претходно беше во Босна и Херцеговина, Албанија, Србија и Косово, а ја заокружува овде во Македонија со средба со неговиот колега, македонскиот министер за надворешни и премиерот Христијан Мицкоски. Пред почеток на неговата балканска турнеја, германскиот министер за надворешни истакна дека оваа посета е дел од поддршката која што Германија ја дава на земјите од Западен Балкан да станат членки на Европската унија, бидејќи како што вели тој, тоа не е далечно ветување, туку конкретна перспектива за земјите од Западен Балкан. Ја имаме изјавата да ја погледнеме. Ich möchte sagen, Deutschland unterstützt alle Staaten dabei, diesen Weg zu beschreiten. Es ist ein Weg, der voraussetzt, dass interne Reformen durchgeführt werden, dass man sich europäischen Standards annähert, dass man gegen Korruption ankämpft, dass man sich wirtschaftlich auf den Weg macht, wettbewerbsfähig zu sein innerhalb der Europäischen Union. Wenn diese Anstrengungen gemacht werden, dann wird jeder dieser Staaten darauf rechnen können, dass Deutschland positiv einem Beitritt gegenübersteht. Wir sehen insbesondere große Fortschritte bei unseren NATO-Mitgliedstaaten Montenegro und Albanien. Aber auch alle anderen haben prinzipiell die Chance, dazu zu gehören. Und darum wird es in den Gesprächen in den nächsten Tagen gehen. Зоран, дали посредбите ќе имаме прилика да ги слушнеме германските пораки и ставови директно од министерот Вадефул? Не, според најавите за посетата на германскиот министер не се предвидени ниту изјави, ниту пак заедничка пресконференција помеѓу двајцата министри, вклучително и после средбата со премиерот Христијан Мицкоски. Па така останува нејасно зашто всушност разговараат двајцата министри и премиерот. Според експертите пак доаѓањето на германскиот министер Вадефул е силен сигнал за поддршката во евроинтегративниот пат на државата, но и аларм како што велат дека обврските треба да бидат завршени и реализирани. Ги имаме нивните изјави да ги погледнеме. Сметаат официјален Берлин, но и други земји на Европската унија, како и Европската комисија, дека сега е моментот да се забрзаат реформските процеси во сите земји од Западниот Балкан и да се забрза патот кон Европската унија. Тема ќе биде и ќе бидат и билатералните прашања односите со соседите во прв ред со Бугарија и предпоставувам повторно и начините како Македонија да се тргне од оваа стендбај позиција во која што е повеќе од 2 години. Мислам дека неговата тура по Западен Балкан е тура во поддршка на тоа европроширување, со тоа што се разбира дека во Македонија тоа ќе се фокусира на 2 главни работи. Едното е откочување од блокирање на преговорите со уставните измени и второто ќе бидат реформските приоритети, владењето на право, економските реформи и системските реформи. Инаку, ваква посета на висока представник од Европската унија и од државите кои што се членки на Европската унија без изјави или пак заеднички пресконференции веќе станува пракса со оглед дека пред повеќе од 1 месец и при посетата на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен овде во земјава со министерот за надворешни, председателката и премиерот немаше предвидено ниту изјава, ниту пак заедничка пресконференција. Тино? Да, и тоа ексклузивно некако само за нашата земја и веднаш се надеваме во 23 дека ќе прочитаме соопштение за тоа што е разговарано со шефот на германската дипломатија Зоран Јаневски во живо за неговата посета.
Утре почнува едно од најкомплицираните и најмасовните судења во македонската историја. 35 обвинети за кои обвинителството смета дека имаат поврзаност со пожарот во дискотеката Пулс ќе седнат пред судот пред 15 обвинители, но и пред роднините на починатите во пожарот во Кочани. Подготовките започнаа пред неколку месеци, судскиот процес започнува во 9:30 по засилени безбедносни мерки како од судската полиција, така и од МВР, дежурна медицинска екипа, а еден час порано треба да дојдат сите за да ги поминат сите технички проверки. Судницата е опремена и со околу 90 столчиња, каде јавноста и новинарските екипи ќе го следат текот на судењето. Од Кривичниот суд известија дека сите лица кои се сведоци или оштетени ќе бидат дополнително повикувани во постапката за да се произнесат. Уште пред да ја поднесе, власта ја прифати иницијативата на опозицијата за анкетна комисија за пожарот во Кочани. Своја комисија ќе закажува и Левица, а ќе и даде поддршка и на иницијативата на СДСМ. Да, ние ќе поддржиме ваквата анкетна комисија, но и ќе бараме да биде проширена за сите трагедии за кои што за разлика од овој случај нема никаква ниту морална, ниту политичка, ниту кривична одговорност. Почетокот на декември ќе биде свикана комисијска расправа во постојаната анкетна комисија за заштита на човековите права и правата на граѓаните, каде што председава председателот на Левица и пратеник Димитар Апасиев, ќе биде свикана седница по представка на родителите на загинатите во дискотеката во Кочани. Преговорите со Бугарија и постоењето на мешовитата историска комисија, но и истрагата за злоупотребата на ИПАР средствата беа дел од претеничките прашања во собранието. По кој основ вие ги пративте на цензура учебниците за 5-то и 6-то одделение во Бугарија? Зошто преговараме со оние кои што го напаѓаат нашиот идентитет, јазик и историска посебност? Нашите државни институции ништо не пуштиле, ни учебник, ни документ во Софија на така наречен Амин. Лесно е да ги фразирате работите такви како што велите дека се, но тоа е невистина, неточно. Не се случило такво нешто и на крајот на денот времето покажува дали јас лажам или дали вие не ја кажувате вистината. Затоа што целосно се сеќам како вие представници на вашата политичка партија пред година и половина велеа само да дојде ВМРО ДПМН на власт. Наредниот месец ја почнува постапката за промена на уставот. Да, точно е дека ние треба да имаме диалог со сите наши соседи. Да, точно е дека треба да работиме на затварање на сите отворени прашања, но да, точно е дека тоа не смееме и немаме право да го правиме по секоја цена и на штета на нашите национални интереси. Од први во регионот денеска не доведовте до последни. Ова е штета и за европската перспектива на државата. Затоа што кој ќе ги сопрати ИПАР фондовите заради криминал и корупција, утре ќе ги сопрати и другите програми. Со тоа се руши довербата во сите институции. Наместо да работиме на 1 милиарда евра кои што требаше денеска да ги имплементира агенцијата, денеска сите пари европски се блокирани. Вие знаете дека таа е независна агенција и одговара пред владата. Од 453 договори, подпишани договори поврзани со ИПАР 2021-2027, само за 50 има заостанување со цел да се верификуваат дали се поврзани со некое кривично дело како што се зборува во медиумите. Пациентите треба да бидат спокојни без оглед на тоа што Министерството не излезе со имиња на доктори и болници кои вршеле непотребни кардиооперации. Односно, секој втор од испитуваните случаи бил подложен на непотребна интервенција во приватните болници, вели министерот за здравство Азир Алију, кој гостуваше во дневникот на Сител. Според него сега се сите повнимателни, а за во иднина најави и формирање конзилиарни тимови за секоја операција. Идејата е да се креираат системи кои што во светот веќе функционираат. Например, еден од процесите кои што кај нас го немаме, еве веќе јасно е дека ќе имаме после
крајниот наод извештај од комисијата ќе бидат така наречени hard teams, кои што имат група од тројца експерти, од анестезиолог, кардиолог и кардиохирург, кои што ќе дадат конечен наод за процесирање понатаму административно и клиничко процесирање на секој пациент. Дали треба да се оперира пациентот, дали не треба да се оперира, кој тип на перформанси ќе треба да има групата, каков тип на инфраструктура треба да се има. Така да веќе за секој во иднина пациент кој што ќе треба да оди предпоставам во приватна. Не, и во државните. Значи секогаш кога ќе се одлучи пациентот да се оперира, мора да има мислење и да се бара мислење од тој hard team составен од тројца експерти, и тогаш веќе и докторот кој што треба да изврши операција и пациентот ќе бидат сигурни дека не е само одлука на еден доктор, туку е исто така одлука на еден тим експерти од тројца експерти од областа. Значи затоа комбинираме. Но тоа ќе биде само еден тим министри или повеќе такви тимови? Повеќе тимови. Затоа што еден тим е уште тоа ќе биде за секоја клиника повеќе тимови кои што ќе одлучат што понатаму со наодот кој што го имаат пред нив за секој пациент. 5 минут вкупно 10 кандидати ги завршија интервјуата пред комисијата за селекција за нов претседател на антикорупцијската комисија. За утре се закажани уште 5 интервјуа. Влегуваа и излегуваа еден по еден. 30 минути се представуваа и одговараа на прашања на експертите. 5 мина од вкупно 10 кандидати ги поминаа интервјуата пред комисијата за селекција за нов претседател на антикорупцијската комисија. На жешкото столче седнаа поранешната помошник министарка во МВР Весна Доревска, правникот Владимир Наумовски, самостојниот аналитичар во СВР Скопје Антонио Санев, поранешниот помошник на главниот ревизор Бранко Смилевски и адвокатката Валентина Тодоровска. Доревска во својата визија за ДКСК рече дека неопходно е продлабочување на соработката со останатите институции од оваа област, особено со јавното обвинителство, посочувајќи дека голем дел од предметите немаат завршница. Моето мислење е дека треба да продолжиме на јакнење на превентивните механизми, на добри законски решенија, државната комисија да си ја земе онаа улога која што навистина ја има во делот на креирање на антикорупцијските мерки. Сите закони кои што се изготвуваат во извршната власт треба да поминат токму преку оваа комисија. Мислам дека тоа во пракса не функционира. Правникот Наумовски пак вели дека ќе работи на 3 постулати кои се неопходни за силна антикорупцијска. Јакнење на интегритетот, зголемување на транспарентноста, превенција, контрола и надзор, поддршка на пријавувачи, прозрачна комуникација, вклучување на граѓанскиот сектор и медиумите, меѓуинституционална координација. За аналитичарот Санев приоритет е работа на нов кривичен законик. Мора да се измени, да се воспостават измени кои ќе содржат поголеми казни од предвидените за злоупотреба на службената должност. Значи нов КАЗ е комплетно согласен со ЕУ акито. Поранешниот ревизор Смилевски преку дигитализација и изголемување на отчетноста ќе работи на превенција на корупцијата. Мој приоритет како председател би бил да стане ДКСК отворена и достапна институција со дигитални алатки, јавен увид и отчетност на секој чекор од постапките. Мојата визија е ДКСК да биде независна, стручна, целосна, транспарентна, која служи исклучиво во интерес на граѓаните. Адвокатката Тодоровска фокус ќе стави на едукацијата. Треба да се работи во делот на едукацијата, делот на можеби направење на свикување на средби, наметнување на некои теми, можеби преку електронските медиуми, како некој вид на известување. За утре закажани се уште 5 интервјуа. Во петок ќе биде свикана седница на комисијата за избори и именувања, на која ќе биде изгласан кандидатот за нов претседател на антикорупцијска. Даниел Василев, Сител телевизија. Следните вести се во 23 часот, дотогаш останете со програмата на Сител. Пријатно.